сме втори на Балканскиот полуостров, исто така да напомнеме дека ваквите детски извештаи се навистина многу ретки и многу малку држави во светот досега биле представувани со ваков извештај. Така да за детските извештаи, бидејќи се ретки, се уште нема точно дефинирана структура, за разлика од оние извештаи на владините организации кои се изготвуваат согласно со посебен водач. Сега, значи, Елена и Љубица ќе ви објаснат нешто повеќе врска со процесот на кој што го изготвивме. Тој е процесот на изготвување на извештајот, како и со неговата содржина. Значи, за да го изготвиме самиот извештај, ние моравме да имаме некоја појдолна точка со која што би извлекли информации за неговата подготовка. Па така поратоците кои што беа содржани во самиот извештај ги добивме по пат на анкетен прашалник кој што беше спроведен во почетокот на месец јуни 2009 година, каде што тој прашалник содржеше 63 прашања кои што гледавме да бидат да засегат повеќе сфери од животот на детата. И во однос на тоа, во самата подготовка на прашалникот ние вклучивме и стручна и професионална помош од страна на Интернационалната агенција за подготовка и реализација на анкети ДРИМА. Така се изготви еден така пообемен прашалник кој што го изготвија групата од 62 деца кои што беа од серите на владини организации. Беа анкетирани 2234 ученици од 41 основно и 24 средни училишта во 16 општини во Македонија. Во однос на тоа како течеше истражувањето, можеме да кажеме дека анкетирањето се одвиваше без некои поголеми проблеми, затоа што учесниците од сите возрастни категории соработуваа со нас. Немаше посебни забелешки ниту за обликот на прашањата, ниту пак за формата на испите. И се надевам дека ние како деца анкетари доволно добро извршивме задачата како анкетари и во однос на тоа не се добија и поратоците кои што потоа ги искористивме во самото извештај. Подготвивме неколку препораки, односно поголем број на препораки, кои што сметавме дека се многу битни за воедно да се решат овие проблеми. Меѓутоа, јас ќе напоменам само некои кои што сметавме дека се поприоритетни пред се за државата, а тоа се дека државата треба да изнајде форма за масовно информирање за детските права и тоа кај сите категории на граѓани. Тука се подразбира дека освен децата треба да бидат информирани и родителите, образовниот кадар и професионалците од сите релевантни институции. Потоа сметаме дека многу е битно да постојат и државни кампањи преку кои медиумите на некој начин ќе ги охрабрат децата да го пријавуваат насилството или било каков вид на прекршување на детските права. Во однос на детските клубови, односно младинските клубови, сметаме дека државата мора да изнајде форма за финансиска подршка на истите, кои што функционираат во училиштата, во граѓанските организации, а каде што впрочем се промовира и се поттикнува детското учество. И како една последна препорака која што ја имаме изготвена е дека треба да постои соодветно работење на стручните служби во училиштата, на педагозите и психолозите, а воедно да се прошират и тимовите на социјални работници и дефектолози, затоа што сметаме дека тоа се места каде што децата преку училиштето можат да ги искажат своите проблеми и во едно начин на кој што можат да проговорат за прекршувањето на истите. На третиот тренинг ние децата формиравме критериуми според кои требаше да се изберат две деца представници кои што ќе го промовираат детскиот извештај пред Комитетот во Женева. Затоа секој заинтересиран напиша мотивационо писмо и беше организирано гласање, а право на глас има на сите деца вклучени во самиот проект. Така Елена Димитриевска од Тесово и Васка Бојаđ од Струмица беа избрани да присуствуваат на 54-та прелиминарна сесија. Ние на наше барање имавме приватна средба со членовите на комитетот, која се одржа на 2 февруари годинава. Во текот на средбата накратко го презентиравме нашиот извештај, со што се обидовме да ги потенцираме според нас главните проблеми со детските права во Република Македонија. Исто така ги презентиравме и препораките кои што ги дадовме за решавање на овие постоечки проблеми, за кои што комитетот покажа навистина еден голем интерес. За време на нашиот престој во Женева имавме и други состаноци, тоа состаноци со невладини организации кои се занимаваат исто така со правата на детето.
Имавме и состанок со УНИЦЕФ, а бевме и дел од форумот кој што го организираше NGO Group, каде беа присутни представници на невладини организации од поголем број на држави во светот. Тоа се Србија, од Јапонија, од Гватемала, од Белгија, од Аргентина, од Колумбија, од Нигерија и некои други земји. И можеме слободно да се пофалиме дека јас и Лена во тој период, покрај децата од Србија кои што известуваат за факултативните протоколи, бевме единствените деца представници од сите овие земји. Токму поради тоа ни беше дадено едно големо внимание, а ни беа дадени голем број на пофалби и охрабрување понатаму да продолжиме со нашата работа. Како што можете да видите, цело време ние зборуваме за детско учество и колку е тоа важно. Меѓутоа, жал ми е што морам да кажам дека владата на Република Македонија се уште го нема усвоено детското учество како регуларна политика по донесување на одлуки од областа на детето. А сепак свесни сме и знаеме дека почитувањето на детското учество и нивното учество во донесување на одлуки од нивни интерес се фундаментални за секоја држава која што се стреми да биде демократска и померка на децата. Впрочем, поради тоа и детскиот активизам е најсигурниот начин да се осознаат нашите детски проблеми, а со тоа нормално да се забрза и процесот на нивното решавање. Учеството во овој проект за нас наистина представуваше едно огромно, едно непроценливо искуство, затоа што ни беше дадена можноста да се вклучиме во правењето на уште еден чекор понапред во имплементацијата на Конвенцијата на правата на детето во Македонија. Знаете, едно кога придонесувате за доброто на себе, за своето добро, меѓутоа се само поинакво чувството кога знаете дека придонесувате за доброто на целата заедница. Мислам дека слободно можеме да кажеме дека успешната реализација на проектот Градење култура на детско учество е само уште еден доказ дека ние децата сакаме и умееме да предизвикуваме позитивни промени во општеството. Така да на вас возрастните единствено што ви преостанува е да го искористите сето тоа. Така и како за на крај сакам само да пратам една силна порака до сите деца кои што се овде и сите оние кои што имаат можност да го чујат овој дел на оваа прва детска конференција, дека сето ова што досега се направи можеби представува прв чекор, меѓутоа многу е битно и понатаму да продолжи овој процес на вклучување на децата во општеството, а ние како деца да се трудиме колку што може повеќе да учествуваме во општеството и нашето мислење да биде уважано во деловите каде што навистина се од наш интерес. Затоа ќе ги замолам сите деца секој пат кога се свесни за прекршување на некој нивно детско право, гласно да зборуваат за тоа и секогаш да се обратат таму каде што треба да се сослуша нивното мислење и некој да одговара за тоа што им го прекршил, затоа што им прекршил некое нивно детско право. И благодарам на Ви благодариме на говорот. Во наредните 10 минути следува дискусија во која ќе ве водат модераторите Дијана Јордановски и Елена Трајковска. Поверете. Почитувана публико и почитувани гости. Сега ќе отвориме втората дискусија која се наоѓа на првиот дел од конференцијата и да повикуваме да поставувате прашања до нашите гости. Да се подсетиме, тоа се Васка Бојаджи, Центар за одржлив развој Порта Струмица, Елена Дмитриовска, Лјуја Тетово, тоа се децата кои што го бранеа детскиот извештај од Република Македонија во Женева, и Љубица Трајкова, Совет за превентивна на малолетна деликвенција Кавадарци. После презентацијата на нашите гости слушнавме многу интересни информации. Многу ни е мило што на нашата конференција излагање има децата кои се учесници во проектот на првата детска амбасада Меѓаши, наречен Градење култура на детско учество. Во оваа дискусија имаме 10 минути и слободно можеме да ги искористиме за поставување прашања упатени кон нашите гости. Можете да има прашање горе? Мислам дека имаме прашање во галеријата лево. Повелете. Имам прашање до Елена Димитриевска. Колку сте задоволни од вашето излагање во Женева?
Најпрво би сакала да кажам дека од Женева се вративме со навистина воодушевувачки сеќавања, затоа што, како што и Васка кажа, имаше присуство на многу возрастни делегации, меѓутоа тоа што ни остави голем впечаток на нас е тоа дека комитетот цело време се интересираше најмногу за нашиот извештај и сите беа воодушевени како тоа една мала држава како Македонија ме испратена детска делегација и ја и Васка бевме представници на детскиот извештај и сите со неочекување го чека нашето излагање и презентирање на извештајот, а ние се разбира бевме поласкани тоа. Всушност во еден дел и кога беше презентирањето на возрастниот алтернативен извештај, бевме повикани дури во свој дел да земеме учество и да кажеме некои наши размислувања. Не знам, тоа чувство навистина треба да се доживее и затоа што тоа ни дава до знање колку ние децата навистина има некој што не почитува, има некој кој што го зема во предвид нашето мислење, а сето тоа не прави мочни за да правиме позитивни промени во општеството. Имаме едно прашање. Ајде. Моето прашање до Љубица Трајкова. Како се информиравте за вклучување на проектот Градење култура на детско учество? Значи, јас бев информирана на мојата координаторка во нашата мачка организација. Иако се вклучив малку порано во този проект, се добро ги поводов сите работи кои што представа некој ги научила. И затоа сметам дека овој проект е едно големо искуство за мене, кој што трае веќе до 14 месеци. Запознав многу луѓе, многу нови работи, како и се тоа ќе ми остави голем впечаток, бидејќи за сега еден добар дел од мојот живот. Дали имаме прашање? Погледете. Ајде може да се постави прашањето. Здраво, Вака, имам прашање за Васка. Кои се твоите лични искуства од овој проект? Како што веќе ви реков, за нас сите успешната реализирање на овој проект и учеството во овој проект представуваше наистина много огромна и една непроценлива искуство. Пред себе си постигнавме лично надоградување, многу детално се запознавме со нашите права и знаете, многу убаво чувството кога знаме дека сме вклучени во вакви активности, кога се чувствуваме корисни за општеството. Меѓутоа, од друга страна пак, исто така многу се дружавме, многу се забавувавме, стекнавме многу пријатели и навистина се беше прекрасно. Благодарам. Дали имаме следно прашање? Има. Пред се добар ден на сите. Драго ми е што сум присутна тука меѓу децата, кои некои ги познавам. Јас сум Ѓелка Мура Бајрами од Хелсиншки комитет за човеки права на Република Македонија. Имам едно прашање. Значи, вие кажавте дека сте имали истражување, работилници, семинари и слично и сте дошле до некоја процент или бројка каде што децата кажале дека се запознаени со своите права. Прашањето ми е дали сте вие задоволни како деца со таа бројка и второ прашање дали имате конкретни идеи или проекти за зголемување на таа бројка. Било кој? Преку нашето истражување, ние всушност дојдовме до резултатот дека 3/4 од децата во Република Македонија воопшто не знаат да кажат ниту едно нивно право. Буквално не знаат да кажат дека имат право на живот, а што останало за другите нивни права. Ова е дефинитивно процент кој што навистина многу не разочарува и треба да биде само уште еден предизвик за нашата држава да продолжи да работи на тоа, како уште еден предизвик за сите невладини организации, како предизвик за детската амбасада, затоа што навистина децата како ли може да стапат во заштита на нивната права, доколку воопшто тие не ги познаваат. Вториот дел од прашањето беше дали не имам идеја како состојбата може да се подобри. Па, еве како што напоменав ја, ова нека биде една поидовна точка кон подобрување на сето она што е досега направено. Ние како деца, можеби државата, тоа е нејзина главна улога да изнајде начин масовно да ги информира населението и граѓаните, меѓутоа дај ние како деца нешто да направиме. Целиот овој проект всушност ни даде некои идеи и насоки како тоа понатаму ние би можеле да го направиме.
И сметам дека училиштето е една од институциите каде што најлесно ние децата може да дадеме своје учество во подобрувањето на ваквата ситуација, па сметаме дека класните часови може да бидат искористени во како еден вид на дебати или некои дополнителни часови каде што повеќе ќе се зборува за детските права, каде што децата отворено ќе зборуваат и за нивните проблеми, ќе ги признаат моментите каде што се почувствувале дискриминирани или каде што им било прекршено некој нивно право. И со тоа всушност се буди свеста и кај децата, и кај професорите, повозрастните, дека навистина е битно да бидеме запознаени со детските права. Сметам дека во училиштето е местото каде што децата можат да оддадат најголем придонес. Значи, како што рече Илис, една од нашите препораки, тоа е една од нашите понудени решенија за решавање на овој проблем на незапознаеноста на деца со нивните права е воведување на детското право како дел од регуларниот образовен процес. Значи, тоа да стане дел од регуларниот образовен процес. Многите, како што знаеме, денес децата најмасовно се информираат преку интернетот, така да друга идеја до која што дојдовме преку тие работилници е да исто така да биде изработена една интернет страна која што ќе биде главно посветена на детските права. Може да се постави уште едно прашање. Се извинуваме на децата кои што не можат да постават повеќе прашања, бидејќи сме ограничени со времето. Имаме прашање лево во галеријата, повелете. Јас сум Евин Канцо и сум од градот Кичево, од училиштето Санга Стериоси. Сакам да ја поставам прашање на Елена Димитриевска. Дали пред да се вклучите во овој проект, бевте запознати со постојањето на првата детска амбасада Меѓач? Пред да се вклучам во проектот, имав некоја замисла што всушност представува првата детска амбасада во светот Меѓаши. Меѓутоа се изненадив само од себе колку веќе почнувачи од првиот семинар, колку многу работи јас сама за себе не знам, односно колку многу мои детски права јас воопшто не бев свесна дека и воопшто ги имам. Меѓутоа, благодарение на сите овие тренинзи, на сето тоа што го видовте во филмот, во текот на овој проект, се запознавме навистина детално со сите наши детски права, а што е најбитно, добивме некоја идеја како може да помогнеме и на другите деца во нашето општество, во нашето училиште или соседство, да им помогнеме и тие да се почувствуваат на начин на кој што ние во моментов се чувствуваме, моćни и задоволни со светот околу себе. И благодариме на публиката за поставените прашања. Исто така и на гостите кои што дадоа истапни одговори. Благодариме. Почитувани гости, со ово завршуваме првиот дел од конференцијата. Пред да заминеме на 20 минутна пауза, сакаме да ве информираме дека во кесата со материјали ќе најдете прашалник, каде го испечате на лист во боја, кој е поврзан со детското учество во пракса и ќе најдете прашалник за евалуација на конвенцијата кој испечате на белник. Лесно ќе ги препознаете. Друга се ве молиме да го подполните за времето на паузата и истиот да го доставите на пултот каде што се вршише прием на материјалите. Исто така сакаме да ве посетиме дека освежувањето е во фоајето на првиот спрат, каде што ќе можете да ги посетите литературните и ликовните творби и исто така да учествувате во аукцијата и да дадете свој придонес на аукцијата на символичните подароци. Со добиените средства од аукцијата ќе се формира фонд за подршка на детско учество во Република Македонија. Сега не заборавиме да ги споменеме и нашите подржувачи: Фруктал, Синалко, Росана Пекара, Винчини, Житолукс АД Скопје, Средно конституцско училиште Лазар Цанев, Дура компјутери, Арт балони, Кедиграфи, Папироти и Ауто ГС Серал. Вториот дел на конференцијата ќе започне во 13 часот и 30 минути.